Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Нашето проучување на Евангелието според Матеј е дојдено до глава 13. Уште на почетокот од оваа епизода, сакам да ве поттикнам внимателно да го следите денешното проучување, бидејќи се наоѓаме во еден од поважните делови од ова Евангелие. Во Матеј се запишани 3 главни говори, односно проповеди. Првата проповед беше беседата на гората, која веќе ја обработивме. Втората се параболите, кои сега ќе почнеме да ги проучуваме, а третата се наоѓа во 24 и 25 глава. Според моето разбирање, Матеј е клучното Евангелие во Новиот Завет. На некој начин тоа представува еден мост помеѓу Стариот и Новиот Завет. Не само тоа, туку оваа 13 глава е клучна во разбирањето на самото Евангелие. Главната тема на овој дел се параболите, кои ни објаснуваат природата и суштината на Небесното царство. Сетете се дека кога Господ Исус почна со јавната служба, Јован Крстителот веќе некое време зборуваше за покајанието и за Небесното царство. Господ Исус всушност е царот од тоа Небесно царство и во беседата на гората објасни кој е стандардот според кој треба да живеат оние што се дел од царството. Потоа, преку чуда и знаци, покажа дека тој не е само добар учител, туку Господ, кој има власт и авторитет над животот, смртта, болестите, злите духови и природата. Кога почна да прави чуда, тој влезе и во конфликт со религиозните водачи, кои почнаа да го обвинуваат дека исцелува со помош на зли сили. Откако ги слушна нивните зборови, а и откако дел од народот не ја прифати неговата порака, Господ Исус го изрече својот суд врз оние градови кои го отфрлија. Но, и покрај тоа, сепак, постоеше група на луѓе што беа заинтересирани за тоа што тој има да го понуди. Таквите добија повик да дојдат кај него и да најдат одмор за своите души. Евангелие според Матеј, глава 11, стих 28. Сега прашањето е, што се случува со Небесното царство? Господ Исус зборуваше за тоа царство, но очигледно е дека се уште не е целосно воспоставено на оваа земја. Токму параболите што ќе ги обработиме, ќе ни објаснат какво е царството, па дури и кога ќе биде воспоставено. Господ Исус кажа 7, а според некои луѓе 8 параболи, кои се однесуваат на царството, а се запишани во овој дел од Евангелието. Преку нив, тој ги објасни тајните на Небесното царство, односно на природата на царството и начинот на кој тоа функционира. Сакам да разјасниме нешто. Небесното царство не е синоним за црквата, ниту пак црквата е синоним за Небесното царство. Лично сметам дека овие параболи се од исклучителна важност за разбирањето на Небесното царство, а и на самите Евангелија. Прва е параболата за сејачот, потоа е параболата за каколот и житото, трета е параболата за синаповото зрно, четврта е параболата за жената и квасецот, петта е параболата со скриеното богатство во нивата, шеста е параболата за скапоцениот бисер, седма е параболата за рибите, а осма е параболата за домакинот што изнесува од својата ризница нови и стари нешта. Ке почнеме со читање. Забележете што пишува во стих 3. И им говореше многу во параболи, велејки, ете, излезе сејач да сее. Ова е можеби и најпознатата од сите параболи во глава 13. Јас верувам дека параболата за сејачот е клучна за разбирањето на сите останати параболи. Посебна е по фактот што е една од ретките за кој Господ Исус даде објаснување за нејзиното значење. Всушност, во оваа глава само 2 од параболите добиваат објаснување од страна на Господ Исус. Онаа за сејачот и онаа за каколот и житото.
ќе забележите дека Господ Исус даде толкување на одредени аспекти поврзани со овие две параболи, кои сметам дека можеме да ги земеме како основа за толкување и на останатите. Например, тој вели дека птиците во параболата за сејачот го представуваат злиот, односно сатаната. Сметам дека врз основа на тоа не можеме да ги толкуваме птиците како нешто позитивно во останатите параболи. Треба да бидеме доследни и да го следиме Исусовото толкување. Потоа, во глава 13, Господ Исус објаснува дека сејачот е всушност слика на самиот Него, односно на Синот човечки. Ова е навистина сликовит приказ на Неговата мисија во светот. Да, тој е како сејач, кој го сее Божиот збор во срцата на луѓето, бидејќи семињата во параболата се слика на Божиот збор. Многу луѓе го слушнаа, а и се уште го слушаат Неговиот збор, но некои даваат добар плод, а други остануваат бесплодни. Ќе почнеме со читање на целата парабола и потоа ќе ви го кажам нејзиното значење. И кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот. Долетаа птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја и набргу проникнаа, зашто земјата не беше длабока. Но штом изгреа сонцето, тие свенаа, па бидејќи немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње и израсна трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, трето 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. За Исусовите слушатели ова беше многу позната појава од секојдневието. Еврејскиот народ во тоа време живееше во земјоделско и сточарско општество. Сигурно дел од неговите слушатели имаа ниви што ги обработуваа, а останатите познаваа некој што го прави тоа. Иако ние денес не живееме во истото општество, сепак сеењето би требало да ни е познато. Една од разликите за нас денес е тоа што денес сеењето најчесто се врши машински. Но главната поента на параболата не е начинот на сеење, туку како почвите го примаат семето. Во стих 37 Господ Исус ни го открива идентитетот на сејачот. А тој им одговори и рече: сејачот на доброто семе е Синот човечки. Во Евангелието според Матеј, Господ Исус е представен како цар, но преку оваа парабола самиот тој се идентификува себеси со сејач. Преку оваа парабола, тој како да ја симна од себе царската облека и на себе зеде работничка облека. Се представи како сејач се со цел да им пренесе важни духовни вистини на оние што беа околу него. Во стих 19, Господ Исус вели дека семето е всушност Словото. Од друга страна, во стих 38, читаме дека полето, односно почвите, се слика на светот во кој живееме. Тоа значи дека почвите не се слика на црквата, туку слика на целиот свет, бидејќи Господ Исус го сее Божиот збор не само во црквата, туку преку црквата низ целиот свет. Црквата е оставена и поставена на овој свет со цел да го шири Божиот збор. Замислете една локална црковна заедница. Околу неа има многумина што не поверувале во Христос. Задачата на црквата е да го сее зборот во срцата на што поголем број луѓе. Некои од нив ќе го прифатат зборот, други ќе го отфрлат. Бог не очекува од нас да ги присилуваме луѓето да поверуваат, туку само да го сееме семето. Сеењето на семето се случува преку неделните богослужби, интернет и радиопрограми, преку личното споделување на Евангелието и слично. Некогаш сееме, но не гледаме добар плод во моментот. Тоа не треба да не обесхрабри, бидејќи дел од семињата сигурно ќе паднат на плодна почва. Дозволете ми да ви прочитам едно писмо кое го добив неодамна. Еден од слушателите на оваа програма го напишал следново:
Ви благодарам за прекрасните библиски проучувања што секојдневно ги давате. Ми го променија животот. Пред 2,5 години воопшто не го следев Господ Исус Христос, но во изминатите 20 месеци Христос владее во мојот живот и постојано копнеам да дознам нешто повеќе за Неговиот збор. Ова е многу добар пример за тоа кон што ние сме повикани. Преку оваа аудио програма, Господ Исус ми дава прилика да го сеам Неговиот збор. Би сакал да ве охрабрам и вам, кои верувате во Него и го следите, да го сеете Неговиот збор таму каде што Тој ве поставил, во семејството, кај пријателите, колегите на работа, соседите и слично. Времето во кое живееме е време на сеење, а не на жетва. Некој можеби ќе рече, но зарем Христос не кажа дека жетвата е голема и дека треба да се молиме за повеќе работници? Да, тој го кажа тоа, но ајде повторно да ги прочитаме тие зборови што се наоѓаат во Матеј 9:36 до 38 и да видиме што сакаше да каже со тоа. А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици, жетвата е голема, а работници има малку. Затоа, молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Исус ги кажа овие зборови пред да ги прати апостолите во мисија кај изгубените овци од Израел. Моje лично видување на овие зборови е следното. Се до овој момент, околу 1500 години наназад, семето беше сеено кај израелците преку Мојсей, пророците и останатите Божи слуги. Затоа, во времето на Господ Исус дојде времето за жетва, односно времето во кое тоа семе треба да даде плод. Таа жетва заврши и се однесуваше на израелците. Сега ние се наоѓаме во фаза на повторно сеење, кое се разбира дека еден ден ќе кулминира со жетва, но тоа допрва треба да дојде. Моje лично убедување е дека всушност судниот ден ќе биде моментот кога ќе почне таа жетва. Но, засега, нашата задача е да го сееме Божјото Слово. И јас на вистина се радувам што преку оваа програма не само што го сееме семето, туку и можеме да видиме плод од истото. Некои луѓе редовно ги слушаат овие поуки и тоа повеќе од година дена. Верувам дека меѓу народот има такви што гладуваат за Божиот збор и сакаат да се поучат. Да се вратиме на параболата. Во неа се спомнати 4 видови на почва. Овие почви во одредена смисла го представуваат светот, но конкретно тие се слика за срцата на луѓето. Семето што паѓа на 3 од 4 почви не дава никаков плод. Не е проблемот до семето, ниту до сејачот, туку до почвите. Луѓето имаат слободна волја и самите одлучуваат како ќе реагираат на Божиот збор. Главната тема на оваа парабола е токму тоа – состојбата на почвите и нивната реакција. Први ни се представени оние слушатели што се споредени со почва што не раѓа плод, бидејќи небесните птици го земаат семето посејано на неа. Во своето толкување, Господ Исус вели дека птиците се слика за злиот, односно ѓаволот, кој го зема зборот посејан во срцата на луѓето. Ова не засега сите нас, било да станува збор за луѓе што се дел од црквата или оние што не се дел од неа. Немојте да мислите дека оваа парабола важи само за другите луѓе и дека вие сте имуни на можноста Божиот збор да биде земен од вашето срце. Некој ги напишал следниве зборови. Кога ќе стигнеш на небо, најверојатно ќе бидеш во шок, бидејќи ќе сретнеш луѓе што не си знаел дека веруваат во Бог. Но немој да се изненадуваш за тие што ќе ги видиш околу себе, бидејќи и тие може ќе се шокирани што таму те гледаат тебе. И луѓето што одат во црква може да имаат срца што се како оваа прва почва.
Да, тие редовно го слушаат Божиот збор, но не го прават тоа со вера. Може би исповедаат вера во Господ, но не се подготвени да го примат тоа што тој има да им го каже. Таквите климаат со главата и дури можеби ќе го пофалат свештеникот дека добро зборува, но за нив христијанството е како хоби. Припадноста кон црквата е нешто што го сваќаат несериозно, исто како припадност кон некој спортски клуб, а некогаш можеби се попосветени кон некој спортски клуб отколку кон црквата. Таквите се присутни и слушаат со ушите, но нивното срце не е вклучено во тоа што се зборува во црква. Затоа не даваат плод, туку си остануваат исти. Но имаме уште една група слушатели кои се спомнати, а тие се споредени со каменита почва. Стихови 20 и 21. А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима, но нема во себе корен и е непостојан. Дојдат ли неволи или гонење заради словото, веднаш отстапува. Овие слушатели се малку поинакви од првите. Ако првите дозволуваат сатаната да застане на патот помеѓу нив и Божиот збор, овие слушатели му дозволуваат на телото да застане помеѓу нив и Божиот збор. Станува збор за луѓе што се топли, емотивни, некогаш може да пуштат и солзи додека го слушаат зборот и слично. За разлика од првите, кои се порезервирани и не покажуваат никакви чувства, овие слушатели се ентузијастични и даваат надворешни знаци со кои покажуваат дека се засегнати од тоа што го слушаат. Тие имаат голема ревност, но таа е како свеќа на која и треба релативно кратко време за да согори. Пред некое време чекав воз на железничка станица и забележав дека некој фрлил весник на земјата. Кога помина возот со голема брзина покрај станицата, страниците од весникот се разлетаа насекаде, но по некое време тие не беа веќе во воздухот, туку расфрлени по земјата на неколку места. Кога ги погледнав, си помислив на оние христијани што, кога го слушаат зборот, покажуваат голема енергија и ентузијазам, но тие се краткотрајни. Таквите чувства се привремени, имаат краток рок на траење. Третиот вид слушатели се оние што се споредени со почва со трње. Слушнете како Господ Исус ги опишува. Посеаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и тоа останува без род. Првиот вид слушатели му дозволуваат на сатаната да го земе зборот од нивните срца. Вториот вид слушатели дозволуваат телото да застане помеѓу нив и зборот. А третите се луѓето што поради влијанието на светот не даваат плод. Кога Господ Исус зборува за грижите од овој свет, верувам дека не зборува само за сиромаштијата, туку и за алчноста кон богатењето. Ова е навистина интересно, зарем не? Сиромаштијата не е единствениот потенцијален проблем за духовната благосостојба на луѓето, бидејќи и богатството може да биде препрека. Ниту една материјална состојба не им гарантира на луѓето добра духовна состојба. Денес има голем број на луѓе што му дозволуваат на светот да го задуши зборот посеан во нивните срца. Тоа се луѓе што го слушаат зборот, но не му дозволуваат да даде плод. Всушност, убеден сум дека и дел од слушателите на оваа програма, за жал, се такви. Затоа, добро е да се преиспитаме и да видиме дали сме вистински вкоренети во верата или пак само се залажуваме. Но, има и семиња што паѓаат на добра почва и даваат плод. Слушнете што пишува во стих 23. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира и дава плод. Еден 100, друг 60, а трет 30. Ова се оние луѓе што со внимание слушаат и со вера го прифаќаат зборот што им е проповедан. Некои од нив носат помалку плод,
други носат повеќе плод, но важно е тоа што во нивните животи е очигледен плодот на праведноста. Забележете како Господ Исус вели дека овие луѓе го слушаат зборот, но и го разбираат. Разбирањето е од исклучителна важност. Сетете се на човекот од Етиопија за кого читаме во Дела апостолски. Авторот на книгата ни вели дека тој читаше од писмото, но не го разбираше тоа што го чита. Кога апостолот Филип му пристапи и му го објасни писмото, етиопјанинот поверува и се крсти, односно тој роди плод. Ние христијаните сме повикани да сееме. Тоа е нашата задача. Јас често велам дека ние сме во бизнисот на сеење. Станува збор за сериозна и одговорна задача. Слушнете што вели Господ Исус во стих 9. Кој има уши да слуша, нека чуе. Се разбира, тука не станува збор само за слушање со ушите, туку и за слушање со срцето. Стих 10. И кога се приближија до него учениците, му рекоа: зошто им зборуваш во парабола? Некој ги дефинирал параболите како приказни во кои е представена сцена од земјата, но во кои се крие небесна порака. Мене лично на вистина ми се допаѓа тој опис. Мислам дека учениците поставија многу добро прашање. Тие сакаа да знаат зошто Господ Исус зборува во параболи. Тој им даде многу интересен одговор, кој не верувам дека тие го очекуваа. Зошто Господ Исус користеше параболи? Неговиот одговор во стих 11 гласи вака: а тој им одговори и рече: зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Предпоставувам дека и некој од вас не очекуваа ваков одговор. Што сака да каже со ова? Неговата поента е следнава. Ако некој сака да го познава зборот, има начин како да го стори тоа. Секој што сака да ја спознае вистината, има начин како да дојде до неа. Но има и такви што не го сакаат тоа. Тие ги затнуваат ушите од своите срца за Божиот збор. Таквите нема да ја спознаат вистината. Тие нема да имаат капацитет да ја согледаат нејзината длабочина и убавина, дури и ако се трудат да го сторат тоа. Секој што сака да ја разбере вистината, треба искрено да го посакува тоа во своето срце. Стихови 12 и 13. Кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не видат, слушаат и не можат да чујат, ниту пак разбираат. Ако не те интересира вистината, Бог ќе се осигура дека нема да ја спознаеш. Од друга страна, тој никогаш не им ја затвора вратата на оние што сакаат да ја слушаат и живеат вистината. На која група и припаѓате вие? Сакате ли да се соочите со Божјата вистина или пак подобро вие да живеете во лагите на овој свет? Секој треба да си одговори за себе. Во следното проучување ќе продолжиме со обработка на параболите. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.